Едно е кога стоиш пред кафезот на лавовите, а сосема друго е кога си внатре затворен со нив. Тоа е од прилика споредбата кога си во опозиција и кога си власт. Од позиција на опозиција имаш слобода да плукаш, да критикуваш, да бидеш храбар, да бидеш одважен, да бидеш се она што го краси човекот, но оној момент кога ќе влезеш со лавовите внатре во кафезот, многу пати се менува перцепцијата за себе, се менува паметот. Стануваш паметен на друг начин, не на оној начин како што си бил паметен кога си стоел пред кафезот со лавовите. Но она што треба да се знае, кога веќе си внатре во кафезот со лавовите и кога правиш се да купиш време, за да можеш во меѓувреме да ти текне некој начин да се избавиш од стапицата во која што си се нашол. Треба да се знае една работа. Ретко кој туѓенец дошол овде заарно кај нас. Без разлика што ние како народ секојаш сме ги пречекувале онака традиционално со леп и сол. Ретко кој од тие туѓенци дошол заарно или со арни намери. Дошле да поробуваат, да плячкаат, да окупираат, да понижуваат, да убиваат, да газат. Не треба да ги забораваме овие работи. Кога се однесува на оној дел што е поврзан со самозаштитата и нашиот опстанок како народ. Политиката сите знаеме дека е курва. И тоа е една највака излитана фраза што сите некако ја знаеме. Но тоа не подразбира дека сите во политиката мора да бидат курви или треба да бидат курви. Некои станале големи благодарение на својот политички ангажман, големи во светски рамки, значи оставиле епохален траг на цивилизацијата на општеството, токму затоа што во најтешките ситуации покажале интегритет. А интегритетот на една личност, сега може би некој ќе ме надополни од вас попаметен, но интегритет на една личност подразбира живење според своите уверувања и принципи. Ако точно се изразив, се надевам точно. Да живееш според своите длабоки уверувања, според својот длабок увид во нештата, ставови, според своите спекулации што ги имаш кон светот. Да живееш според своите правила, според да се држиш до своите принципи, значи да имаш интегритет. А тоа значи, кога имаш интегритет, дека не може ветровите да те виткаат како што сакаат, да те вртат на која страна сакаат. Не можеш тогаш да бидеш вејка на ветрот, носане дури од најмалото развигорче. Сите бевме сведоци дека 6 години бевме оставени на милост и немилост на една квислиншка
повампирана, изродена власт, олицетворена во Социјалдемократскиот сојуз и во нивниот петоколонашки партнер ДУИ. Не само што имаа ниет и што тргнаа во остварување на тој нивни ниет да го поништат македонскиот народ. Поточно, не само што ја започна акцијата Социјалдемократскиот сојуз за асимилација на својот народ, туку беа спремни да одат до крај. Се сепнаа не заради тоа што го сменија мислењето или своите намери врска со тоа, се сепнаа во таа своја намера, малце успорија кога видоа дека јавноста, поточно македонците, жестоко реагираа на тие нивни обиди за асимилација на сопствениот народ, за негово побогарчување и продавање на грците. Во оној момент, кога јавноста видоа, тоест македонската јавност, кога видоа дека изреагира жестоко, тоа малце ги изненади, мисля малце по-меко ќе поминат во тој бел. Баш кога се ближа прво локални избори, па овие другиве избори, и сфатија дека мора малце да прикочат. Но, тоа не ги смени во нивната намера. И го добија тоа што го добија на изборите. И според мене добија и повеќе од тоа што требаше да добијат. Ја тогаш погодив и пред изборите дека ќе имаат само 14 пратеници, изгледа дека не сгрешив, од они има колку 17-18, но 14 нивни плюс 20 или 3 од коалициониве партнери, како беше, не е битно. Дури и тоа што го добија 14, само они као партија, според мене е срамота и многу, затоа што излегува дека многу од оние што се кажуваат македонци сепак гласале за нив и покрај тие тоа веле предавство што го направија кон својот народ. Таа асимилација. Асимилира на тој начин така што ги почна да се однесуваат кон својот народ како класичен окупатор, кој што прво сака да го избрише сеќавањето, колективното сеќавање, колективната меморија на својот народ, така што почна да ги менуваат имињата на културните институции. Не знам, балет на Северна Македонија, филхармонија на Северна Македонија, ова на Северна Македонија, она на Северна Македонија. Да ги оставевме уште малку да владеат. Убеден сум дека ќе почнеат да ни ги менуваат и презимињата. Ке бевме Костакис, Сотиракис, Аспарухов, Стиленов, Миленов, Пламен, Руменов и така натаму и така натаму. Убеден сум у тоа дека ќе почнеа презимињата да ни ги менуваат. ВМРО дојдовте на власт, видовте со каква огромна поддршка на народот. Јас знам дека во вашиот врв, особено околу премиерот, како и секој премиер на држава, ќе има многу такви кои што многу често и многу силно ќе го удираат по рамото. Ќе му кажуваат колку е убав, колку е висок, колку е паметен, колку е ова, колку е она. Тоа е најлошото нешто што може, што треба и што го очекува секој владетел кој ќе дое на власт. Дали бил цар, крал, премиер или како сакате наречете таа функција, председател, маршал, како сакате наречете таа функција.
Тоа е најпогубното нешто за секој владетел. Оние кои што удираат многу силно во рамо. Не сум сакал никогаш такви ликови. Не сум бил таков лик. И дури во ретки ситуации кога сум пробал да бидам тоа, сум видел дека не ми одел, едноставно не ми држи бешиката толку, еднаш, два пати можам да речам па да, добар си, окей си, а да не го мислам тоа, ама следниот пут кажувам и тоа што треба и тоа што не треба да се каже. Не е битно. Драги ВМРО-вци, свесни сте и сами дека почнавте млако. Но, јас лично се уште имам доверба во вас, дека кај вас има волја, има сила да смените некои работи и да направите Македонија подобро место за живење, и што е уште поважно, ќе го употребам она на Трамп, да ја направите Македонија пак силна. Да ја направите Македонија голема, иако е мала. Во смисла, македонците да се почувствуваат дека навистина живеат во свој дом. Видовте и сами дека кај многу луѓе празникот на независноста 8 септември, дека многу луѓе како да имаа кнедла во грлото. Затоа што се свесни дека Македонија денес речеси да нема независност, речеси да нема суверенитет. Не ќе додам во проценти, во промили, но сите го гледаме тоа. Но не може никој да ме убеди дека без разлика колку си мал и слаб, дека не можеш да се избориш за своето место под сонцето. Може би е тоа тешко, може би тоа бара жртви, но секогаш постои начин и секогаш постои решение. Затоа се уште имам доверба во вас, затоа што знам сега сте во кафезот со лавовите, не е исто како пред кафезот. И знам дека сега мора понекојаш да купувате и време, затоа не ги земам здраво за готово некои одредени ваши изјави и така натаму. Се уште сакам да верувам во вас, затоа што времето кое што измина, овие неколку години, лично познавам некој од вас, кои што сте сега на позиции што може да менувате, сме правеле муавет, јас верувам во вашите добри намери. Но, треба да стигнеме сите до тоа. А ќе стигнете, доколку го знаете на првото што ви го кажав, доколку го имате секогаш на ум, дека никој никогаш или ретко кој овде дошол за арно. Имајте го тоа на ум. И втора работа. Треба да знаете, тамо горе, кај што сите сакаат да одиме, не и јас лично, еве го мојот став. Таа архитектура наречена ЕУ нема никаква врска со демократија. Демократијата во ЕУ, како и мислам на повеќе држави во светот, е само декор, кулиса, зад која се одвива се она спротивното што значи зборот демократија. Демократијата е само лижавче за малите да мислат дека имаат некаков глас, некаква моќ, нешто да одлучат. И еве за оние кои не знаат, да им кажам 2-3 кратки реченици што е Европската Унија, зошто не е демократија. Владата на Европската Унија се вика Европска комисија.
на која што нели се става еден водечки лик наречило председателова фон дер Лајен, сега и така натаму. Тоа Европската комисија е практично владата на Европската унија. Таа не ја бира народот на непосредни избори. Таа ја бира одредена елита на луѓе горе, ја избира таа, нели, Европска комисија избира онаа кој што ќе раководи, оној што ќе раководи или онаа што ќе раководи со неа. После иде Советот на министри, кои што нели имаат правото да извршат овие горе што кажуваат, и на крај вие Европскиот парламент кој што е муда од лабуда. Тоа е најобичен театар. Како да ви кажам, арена за забава на народни маси. Никаква моќ нема, ниту да одлучи, да укине, све што се одлучува најгоре во Европската комисија. Ова е, како да ви кажам, панаѓур доле. Можеш во Европскиот парламент сте гледале какви глупости се случуваат, театри, заебанци, викања, вам, ништо, везе нема тоа. По папаламанска. И кога ќе видите како таа Европска унија ги гази своите собствени вредности и принципи, кога на нивни земни членки им дозволува најбрутално да го згазат правото на самоопределување на еден мал народ, на една мала држава во срцето на Европа, вие сваќате дека од таа Европска унија нема ништо. И дека прашање на време е кога ќе се распадне. Да ве потсетам, живеевме, ние имаме искуство у живот во една Европска унија пред Европската унија. Се викаше Федерација на социјалистичките федеративни републики, нели, ова на Југославија, СФРЈ. Ние многу добро знаеме, не индоктринираа 40 години да веруваме во братство, во солидарност, во единство, во ова она. И до негде ги научивме тие лекции. После тоа што се распадна во крв, тоа е друга приказна. Но сакам да ви кажам, невозможноста да се изгради еден заеднички идентитет, го кажав тој минатиот пат. Секоја федерација, условно кажано, ја води кон распад. Затоа што во таква една ситуација, без изграден заеднички идентитет, секој ќе влече кон своето, како што прочем влечат во Европската унија. Нив им се случува репризата на СФРЈ. Затоа што они, одредени земји од Европска унија, по наредба на САД, ја растурија таа држава, затоа што не им требаше моќен конкурент од тој тип каква што беше таа држава во тој дел на Балканскиот полуостров, и ја распадна. Па сега истите работи им се случуваат нив горе. Истите работи. Ке им се случи и национализам, и шовинизам, и сепаратизам, им доаѓаат туѓенци од страна, им кажуваат како треба да живеат во својот дом, тие им ги наметнуваат своите вредности, овие мора да ги слушаат под примката на, под стапицата на политичката коректност, на толеранцијата, на трт мрт, на наративите и вредностите сами што си ги создадоа, во кои што се наоѓа зрнцето на нивното самоуништување. И они ќе се самоуништат. Баравте, гледајте, или кармата е кучка, или се враќа, се плаќа, или тоа што си дробевте, тоа ќе си сркавте. Кармата, што турна една земја, која што беше Европска унија пред Европската унија, која што имаше потенцијал да биде и богата, и стабилна, и здрава, вложија многу пари да ја растурат, да ја турнат во крвава војна, во која што 150-200 илјади луѓе невини ги загубија животите. Така што тоа ќе им се врати. Туку да видиме ние што правиме
со нас, познавајќи ги овие работи. Просто кажано, абе шо ги ебете? Абе шо ги глацкате, да бидам поакадемски вака да се изразам. Гледате, 30 години доаѓаат овде ни прават зло. Штитат секого освен нас македонците. За секого се мајки, за нас се маќа. Тие меѓународната. Уште паметот не ни дојде. Све што бара од нас се добија. За се им излеговме во преслед, им се напучувавме секогаш како што сакаа. Ниту еднаш кога требаше да не заштитат како народ, во ниту една ситуација не на заштитија. Никога менувавме знаме. 95-та пред 94-та кога беше пред влезот Обединените нации. Тогаш Обединените нации требаше да не заштитат, затоа што веќе мислам како нивна полноправна членка, мислам дека бевме и влезени кога бараа да сменат името, знамето, нема везе. Кога ни ја ставија тогаш привремената референца, Обединените нации уште тогаш покажаа дека веќе не се Обединети нации, туку дека се исто најобична фасада, зад која големите сили, поточно, не морам да ги двојам, големите сили го кршат меѓународниот поредок како што сакаат. Затоа се случува денес што се случува во Украина, затоа се случува геноцидот во Газа, за кој што истата таа Европска Унија и таа САД и Америка имаат двојни аршини. Украинските животи вредат, кои што се губат во украинско-руската војна, за нив ќе плачеме, за животите на палестинците кој ги ебе. Нема да плачеме, пошто се нижа врста на живот. Едноклеточни организми, помалце важни од амебите и парамециумот. Во таква Европска Унија сакаме да одиме. Не бе луѓе, ние имаме своји вредности. Не го заборавајте тоа, сите што сте на власт, еве сега ВМРО се на власт. Не го заборавајте дека ние кога сме цртале фрески, сме граделе цркви, тие уште живееле горе у Скандинавија, живееле у пештери, овие као племиња у мечкини кожи облечени и се јаделе меѓу себе, имало канибализам. Дали го знаете тоа? Од тука тргнале едни од најголемите просветители во цивилизацијата. Додека они тамо не знам што се дешавало тамо горе. Оделе крсташки походи, се колеле тамо, се правеле со муслимани, собирале војска и се. Едноставно не треба да им се дадеме. Затоа треба еднаш да може да се каже не. Ја имате поддршката, ви го реков тоа 100 пати сум ми го рекол и дури пред изборите, кога дури некои се сомневаа дека ќе ВМРО ќе победи, дека СДС тука ќе направи нешто со албанците. Ја кога излегував на телевизија, кога кажав не бе, 100-0 ќе ги победите. 100-0 ќе ги победите. И малте не ги победивте 100-0. Знаете зошто ги победивте 100-0? Затоа што народот, македонците, гледаа во нив најобични, бедни, подли предавници. Веле предавници на својот народ. Не затоа што, не знам, овој станал богат албиново од децава на Мекици кога викал, кога остале по 50 евра гостиве, кога им правил родендени, не заради тоа, не заради недопремнион автопат што ветуваа дека ќе направат киче во Охрид, не заради тоа што ветуваа ќе направат клинички новиот клинички што не го направија, не заради седиштето на Google што викаше онаа будала ќе го донесе овде, не заради
стазите Формула 1 што ги ветуваш истата таа будала и уште многу други работи. Не заради тоа што крадеа, што правеа такви глупости и корупции, не заради тоа, туку заради тоа што го предадоа својот народ на грчките шовинисти и бугарските шовинисти и заради тоа што дозволија во Македонија да се зароди апартхеид. Едно малцинство олицетворено во Дуи да владее со Македонија. Со нив, па дури и со Македонија. Затоа изгубија изборите. 100-0. За тоа ги изгубија. Затоа, пак ќе ви кажам, сега сте власт, сега сте во кафезот. Знам, не е лесно, барате начини како да купите време, лавов пред време, да не ја отвори устата, да ве проволта и така натаму и така натаму. Но, секогаш го имате својот народ, не го заборавајте тоа. Имате одредена струја интелектуалци, кои што разговарајте. Не знам што се случува во тоа ману, ама верувам има паметни луѓе. Дајте им пас. Додуша никогаш до сега не биле нешто посебно гласни овие 30 години, но дајте им мотив да бидат гласни, влезете у дебата со интелектуалците, отворете овдека широка дебата за најгорливите прашања. Како да се поништи асимилацијата што ја почна Социјалдемократскиот сојуз, како да се поништат предавствата што ги направи со договорите со Бугарија и Грција. Ништо не е готово, секогаш има алтернатива. Хартијата трпи се, на крајот на криштата хартија се користи кога си го бришеш гзот. Хартија од целулоза се прави. Тој документ што сте го подпиша, што го подпишаа квислинциве, и ова е хартијава за гз бришење. Баш кај што ме заболе мене што некој веле предавник од Социјалдемократскиот сојуз, некој си мамин син, татин син, не знам каков, некој си, да не употребам некој збор сега у моментов, па да не навредам и некоја група на луѓе што не би сакал да ја навредам. Што ме заболе мене што он подпишал предавство? Што требаше? Де Гол која влагаше у Париз да каже, бе види, овој Петен подпише со, или како се викаше овој генералов, подпише со Хитлер дека му е негова квислиншка власт, па што сега ние не можеме сега тоа да го смениме, пошто Петен подпиша? Каде води тоа? Значи, се на овој свет има алтернатива, тоа е поентата. Како што и за ЕУ има алтернатива. Како што и за НАТО има алтернатива. Они го искористија нашата хипноза 30 години, затоа што овде не се дозволуваше дебата од друг тип. ЕУ-та ЕУ, НАТО-та НАТО, НАТО-та НАТО, ЕУ-та ЕУ. Токму нашата таква огромна желба за влез во ЕУ и НАТО, без да знаеме, без да бидеме свесни каде влагаме, затоа што немаше отворена јавна дебата, широка дебата, токму тие од ЕУ и НАТО ја искористија да не уценат и да ни направат проблем, да ја уништат автономска Македонија, затоа што цело време не уценуваа со ЕУ и НАТО, ЕУ и НАТО. Име ни сменија еднаш, знаме ни сменија, војна ни направија 2001. После војната не натера пред крајот окупација да подпишеме во Охрид, да смениме личен опис на државата, полека да урнисаме автономска Македонија заложбите на нашите дедовци и прадедовци, па пак го сменија името, па повторно сакаа да не вратат во некои мрачни времења од 41-2 година, да не побугарча, да не ова, да не она. Историјата им ја
шитнавме на грците. Брендот. Ние не сме веќе Автономска Македонија. Тоа треба да ни на сите јасно. Работава е само сега вие што сте на власт. Што ќе направите? Штетата полека да почнете да анулирате. Оти ништо не е готово. Ништо не е готово. И нема да биде готово. Се додека има еден македонец кој што ќе каже дека е македонец, не е ништо готово. Кој што нема да се продаде, не е ништо готово. Искористете ги сите сили, не само во Македонија, интелектуални, бизнис, не знам какви, политички струи, лобирања по светот, сестрински партии, нашата диаспора. Сменете ја играта. Најдете нешто, најдете друг пат, нешто ново. Како да се анулира штетата што, како викаат, она што една будала ќе го направи, после тоа 1000 паметни не може да го поправат. Ја имате поддршката. Ќе ви цитирам ВМРО. Ќе ви цитирам една реплика од драма на Горан Стефановски. Господ не исплукал од својата уста затоа што сме биле студени или жешки, туку не исплукал затоа што сме биле млаки. Млаки не смеете да бидете. Видовме како изгледа едни кои беа студени кон својот народ, кон својот собствен народ, кон својот идентитет. Вие не смеете да бидете млаки. Вие треба да бидете жешки. Да не може да ве допрат као костен у рака да држат. Затоа ве гласавме. И имаме доверба уште у вас. И можете тоа да го направите. Борете се да бидеме свој на своето во својот собствен дом, да се чувствуваме као македонци и сегде кога ќе излеземе надвор да бидеме горди што сме македонци и вие ќе добиете од нас секогаш целата поддршка. И кога најмногу ви прават притисоци, кога најмногу ве ставаат во ќоше што се вика. И тие не се глупи. Кој ќе видат дека народот стои за тебе, нема да биде баш така сеедно да земат гумичка и да избришат или да земат да те сгазат по стара крв. Толку имам да кажам, може би се изнајдов говна. Ај чао.